Чудотворната икона на Мајката Божија Богородица Троеручица е новиот заштитник на Штип. Монасите од Светогорскиот манастир Хиландар со молитви викендов ја донесоа пред градската црква Свети Никола. И со овдешните свештеници и голем број верници, преку литија ја поставија во храмот посветен на Свети Димитрија во Штипско Ново село. Од сега секој ден од 7 до 15 часот. Граѓаните ќе можат да се поклонат на иконата и да се помолат. Божествената владичица и скоропослушница ги услиши нивните желби. Светогорските монаси велат дека небесната владичица Богородица избира градови и храмови каде да пристигне со својата икона и затоа Штип треба да биде горд за ова чудо. И она бира градове и храмове каде жели да дојде. Таа бира градови и храмови каде што сака да дојде со својата икона. Во манастирот Хиландар постои вековна традиција. Пресвета Богородица самата игуманија со својата чудотворна икона да стои на првото место. Затоа кога доаѓаме во некој друг храм, ние не велиме дека сме ја донели иконата, туку дека сме дошле по Божја промисла и со нејзина придружба. Како што рече и митрополитот Брегалнички господин Иларион, Богородица во последниот период 3 пати ја благослови Македонија. Кога замина незиниот свет појас до Белград, Србија, таа леташе на државата, а и кога се враќаше повторно поминуваше и ја благословуваше Македонија. За трет пат таа пристигна со својата чудотворна икона во Штип, додаде тој. Мајката Божја оди таму каде што сака и еве денеска дојде тука кај своите чеда да не посети и да не благослови. Кога замина светиот појас незин за соседната православна Србија, Белград, таа леташе со појасот над нас и не благословуваше и денеска кога се враќаше повторно на Светагора, пак не благослови и еве денеска со доаѓањето на незината икона Троеручица, игуманијата наша доаѓа да не благослови, да не утеши, да не охрабри и да ни даде сила, да имаме вера во незиниот син и да не губиме надеж, но секој пат со незина помош да ги победуваме сите искушенија и со незина помош да го живееме Царството Небесно овде на земјата и да продолжиме да живееме во вечноста, затоа што човекот е создаден да биде безсмртен, е создаден по образ и подобие Божја, икона Божја, па затоа и човекот, Христос Бог постана човек, за и човекот да постане Бог. Инаку уште во саботата голем број верници ја посетија црквата Свети Димитрија и се поклонија на чудотворната икона. Се помолија за своите семејства и запалија свеќа во знак на светлината и топлината. Голема посетеност се очекува и во наредниот период.